Со измени на најмалку 5 закони ќе се постави функционално системско решение во државата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека во овие 5 спаѓаат Законот за безбедност на патиштата, Законот за прекршоци, Законот за возила, Кривичниот законник, како и Законот за извршување на санкции. Законите треба да претрпат решение, бидејќи само така ќе дојдеме до безбедна држава во сообраќајот, рече тој. Со измена на повеќе закони, најмалку 5, тоа се Законот за безбедност на патиштата, Законот за прекршоци, Законот за возила, Кривичниот законник и Законот за извршување на санкции, се клучни закони кои што треба да претрпат измени доколку сакаме да поставиме функционално системско решение. Денес на оваа трибина се вклучени скоро сите институционални фактори во рамки на нашето општество кои што може да дадат значителен допринос во рамки на ова кое што го работиме. Овде се присутни професори, како од правниот факултет, така и од факултетот за безбедност. Имаме присутни луѓе од Министерството за правда, имаме присутни луѓе од јавното обвинителство, имаме присутни луѓе од судовите, имаме присутни луѓе од Републичкиот совет за безбедност во патниот сообраќај, имаме присутни луѓе од невладени организации кои што се поврзани со овој тип на проблематика. Така да сметаме дека со ваков еден инклузивен пристап на сите фактори во општеството, со една транспарентна постапка, ќе дојдеме на крајот до сето она кое што го посакуваме, а тоа е безбеден град и безбедна држава во делот на сообраќајната некултура која што ја имаме, која што во иднина се надевам дека ќе кренеме на еден многу висок степен на сообраќајна култура кој што на крајот на денот ќе го оствари она кое што ни е првична цел, а тоа е повеќе никогаш да немаме по 142 жртви како последица на сообраќајни незгоди. До месец април Тошковски вели дека законите очекува да влезат во владината процедура, а кон крајот на истиот месец во собраниската процедура. И се надевам дека до крајот на месец април, на месец март ќе имаме првична верзија на сите закони кои што ќе треба да влезат во процедура, се со цел да месец април влезат во владина процедура, а се надевам и до крајот на месец април влезат и во собраниска процедура. Не е целта да ги казнуваме граѓаните сами по себе, туку не е целта да смениме сообраќајната култура и да ги намалиме бројките, ќе го има, ќе го имплементираме одреден временски период, неколку месеци, граѓаните ќе добиваат пораки, ќе бидат известувани кога ќе сторат одреден прекршок, а при тоа истиот ќе биде констатиран, ќе се уверат дека системот функционира. А од 1.1.2026 година ќе ги овозможиме потребните законски предуслови тоа да биде некако што треба. Инаку како што и посочи министерот Тошковски, целта на ваквите промени не е да се казнуваат граѓаните, туку основната цел е да се внесе ред во сообраќајната култура.